Добар ден, добре ве најдов. Другарски расположени како да не поминал ниту еден ден. Екипата на биатлонци од Тетово, кои пред 41 година освоиле бронзен медал на надпреварување во Словенија, денес повторно се собраа заедно. Со досетки, шега и песна, заедно се подсетија на едно незаборавно искуство, кога преку спорт и дружба постигнале одличен резултат во тогашна Југославија. Нивното пријателство останало цврсто и по повеќе од 40 години. Домаќинот на средбата ни ја раскажа целата приказна. 1972 година добивме наредба, ние Општинскиот штаб за територијална одбрана Тетово, од Републичкиот штаб, да формираме машка и женска екипа за учество на такмичење во дисциплината биатлон. Веднаш ние, после таа наредба, пристапивме кон организирање и формирање на такви екипи. Пристапивме мощно сериозно, така што организиравме подготовки на Шарпланина, на Попова шапка, 10-дневни подготовки. На тие подготовки учествуваа 5 машки, како машка екипа, и 5 женски. Иначе биатлонот, да ви обяснам, дека тој се состои во трчање со ски и гаѓање со полуавтоматска пушка. Тоа беше за нив и за сите нас искуство, ново искуство, што такво нешто не се случуваше до тогаш, тоа беше прво нешто што се направи. Тогаш постоеше Југословенска народна армија во тоа време, како заедничка вооружена сила на Југославија, меѓутоа во републиките постоја и исто вооружени сили, така наречени територијална одбрана. Ние и другите републики ги представуваа своите екипи од територијалните одбрани на републиките. Со постигнатиот одличен резултат стартувале и првите почетоци на биатлонот во Македонија. Илчо Василевски, кој дошол до идеја повторно да ги собере сите пријатели од тоа искуство на едно место, всушност се приклучил на екипата сосема случајно. Тој што беше командант на оваа екипа, имаше напад на бубрези и они веќе беа тргнати и беа сите во Скопје. Прати екипа од Скопје со возило да ме земат ја вработен од работа, вика ајде те земаме на војна вежба во Словенија. Чекајте луѓе, како на војна вежба во Словенија, ја работа мора да идете. И ја у возило у Скопје, идем у Скопје, ме носи у војна болница опремата на тој Мирослав, како се презиваше, Петрушевски. Неговата опрема е зедов, неговата буквица, пиштолот, опасачот, се комплет, возот тргнува, идеме за Словенија. Сва среќа, кумот живе, вика ти не се секире, а он ги пратил да ме земе, вика земите го Илчо, пошто он чистача 30 км без припреме. И така ја и отидов тамо, почнавмо, отидовмо, сока успат ми кажуваше азимут, пошто ја бев командант, него место бев. Азимут како се прави, шо се прави, тргнавме натаму, стигнавме на место, почнавме со надпреварите, и пукна сајла, спад живе, ваѓа тоа сајла, ставаме сајлата, продолжува, двајца од нашите не можеа да носат пушки, автоматски пушки носеа. Ја од едниот, од другиот пушките и по стаза, на едно место се спуштаме надоле и требаше десно, ама ја вајде од тежина и не можев да свртим право, директно на асфалт. Тоа автоматите по глава, апчиња почва да ми излага. И стана живеј, ај можеш ништо. Лете, стигнавмо и сва среќа, стигнавмо свите живи и здрави на крај и освоивмо трето место. Имаме медали, трето место, прво место беа србите, па второ беа босанците, ние трето место, а за малку ќе бевме второ, ќе побевме, а словенците отидоа поединачно, не трчаа патронно, затоа и ние освоивме и трето место. Тие се горди на постигнатиот резултат, но најмногу на другарувањето, кое како што велат, нема цена. У тоа време да освоиш трето место на бивша Југославија, значи тоа било и tekako голем резултат за 10 дена. Али меѓу нас тоа другарство, тоа нема цена. Освен другарување, за некои од членовите, ова искуство било и почетокот на создавање љубов и семејство, како нова етапа во животот. Можам само во суперлативи да кажам за цел тој период кога бевме на припреми на Попова шапка, такво пријателство, другарство, таква една
синергија што се вика се створи меѓу нас. Плюс тоа е една војничка дисциплина која што ја налагаше тој проект ја припреми и можам само благодарност до командирот што не водеше, домаќинот сега што е овде, до сите други членови на таа екипа. Благодарение на таа, да речем, на тој проект, на тие припреми, на тој надпревар во Словенија, ја и мојата сопруга се запознавме и тоа вроди во еден брак, кој што се уште трае, фала му на Бога, со 3 прекрасни ќерки, така да што може подобро да кажам за тој проект, мене ми се оствари една животна желба. Инаку биатлон е термин со кој се означува спорт кој е комбинација од две дисциплини. Зимски спорт кој е комбинација од крос-кантри скијачко трчање и стрелање со пушка. Нашите биатлонци си ветија дека повторно ќе се сретнат за да споделат уште многу вакви убави заеднички моменти.